Пак ќе кажам, вие сте професорка по уставно право. Позната ви е праксата и на Уставниот суд. Можно ли Уставниот суд да го прогласи за неуставно објавувањето на законот без подпис од шефот на државата? И веднаш ќе подсетам на одлуката на Уставниот од 1998, кога указот за прогласување на тогашниот закон за употреба на знамињата е подпишан само од тогашниот председател на Собранието. Уставниот суд неколку месеци подоцна носи одлука со која што го укинува и законот и указот. Значи, овие две случаи се сосема различни. И јас ја видов во јавноста одредено коментирање и правење на паралели. Значи, разликата е во тоа што во случајот со употребата на знамињата, председателот Киро Глигоров не доби, во тоа време не доби можност да се произнесе воопшто за законот. Се толкуваше дека тој во тоа време, јас и лично паметам, беше на службен пат надвор од Македонија. Председателот на Собранието во тоа време се толкуваше дека ако председателот на државата не е во Македонија, тогаш тој го заменува. И ние имавме ситуации парадоксални во Собрание, кога јас, значи тоа го памтам, сум го гледала на телевизија, кога председателот на Собрание вели: јас на оваа седница нема да гласам, бидејќи го заменувам председателот на државата и бидејќи тој е во странство. И тоа беше парадокс што сите не оставаше во дилема. Значи не е интенцијата вие да имате два председатели, еден во државата и еден во странство, па сега овој кога е во странство таму не представува, овој другиот дома. Таквото толкување го искористи тогашниот председател на Собрание и кога председателот на државата беше во странство, си ги подпиша законите од двете страни, и како председател на Собрание и како председател на држава, велејќи дека ги игра двете улоги. Значи тоа апсолутно не е интенција. Председателот може да биде во странство и во тоа време, ако ќе се врати, ќе се произнесе, ставали вето, подпишували закон или слично. Сакате да кажете дека сега имаме содржински различна ситуација. Иванов имаше шанса. Не треба да се вади паралела. Значи, Иванов имаше ставено вето, кое што беше отфрлено од Собранието и согласно Уставот, председателот на државата во Република Македонија не е Луј 14, повеќе сличен на кралицата Елизабета. Значи, отворете ги сите книги по уставно право во Република Македонија, кога опишуваат каква е улогата на еден председател на држава во Република Македонија, ќе ви кажат дека тоа е повеќе церемонијална, парламентарна. Значи, денеска дури ни председателите во држави со председателски систем или со многу посилна уставна позиција немаат апсолутно вето. Значи, никој не е семоќен во оваа држава да може да рече: мене не ми се допаѓа ова и нема да оди понатаму. Но во српскиот устав или деловник, можеби, на нивното собрание експлицитно пишува дека ако председателот не го подпише по второто изгласување, тогаш законот го подпишува само председателот на Собранието и со негов подпис се објавува во службен весник. Значи, веројатно може и кај нас да се направи такво допрецизирање. Значи, јас, по мене, допрецизирањето би требало да биде, за да нема потреба вие во деловник или во закон за собрание да регулирате, нека се регулира и во Уставот. Значи, би го направила и тоа, но мислам дека уставните норми треба да ги толкувате со добра волја и во духот на владење на право, а не онака како што ви одговара во моментот на позицијата. Значи, вие мислите дека ако ова прашање дојде пред Уставниот суд, дека одлуката од 1998 не е репрезентативна? Таа одлука не е применлива. Јас не сакам апсолутно да вршам никакво влијание. Сум рекла дека додека се седам на оваа функција, не сакам да насочувам било кој орган, дали во судството или Уставниот суд, како да одлучуваат, но факт е дека паралела не може да се прави меѓу овие две одлуки, бидејќи ситуацијата е сосема различна.